назад сме во отвореното студио, со нас е колегата Дејан Андоновиќ. Добар ден. Ги анализираме актуелните состојби во регионот и во светот. Теки ако може некако да се заклучи последниве 2 дена согласно сите оние информации кои што ги гледаме и ги слушаме, врие во светот од сите страни, билатерални односи разнишани, но ајде да стартуваме со она што често, односно секојдневно го разговараме. Ние подолг период. Иран? Да, го спомнувавме Иран, додека уште можеби не беше толку на светските тикери као прва вест, дека таму нешто се случува, но изминатиот период се погоди. Така, американскиот државен секретар Помпео, пак кој што е во Саудиска Арабија, од таму некако со порака дека Соединетите американски држави планираат да создадат некаков глобален фронт, ако може така глобална да се коалиција. Така, ако може да се нарече за борба против Иран. Да, тие го зголемуваат притисокот врз Иран, воениот, политичкиот. Она што е најавата на Помпео е некако, би рекол, флоскулно речено, бидејќи сад веќе подолго време имаат формирано коалиција регионална против Иран. Полно пати го зборувавме, ќе подсетиме дека таа коалиција е преку Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати и Кувајт, ми се чини, тоа се тие сунитски арапски држави кои гледаат голем религиозен, воен, политички, но и економски ривалитет со шиитскиот Иран, каде што на власт е, нели, е Исламска република, на власт е Ајатолах, кој 1979 година со преврат дојдоа на власт. Тука имаат голем и религиски, но и повторно ќе кажам бизнес со нафта спор, па кој ќе победи ќе ја преземе целата работа. Во реториката на американците нов е моментот дека сега ги квалификуваат како најголем спонзор на тероризмот Иран, или се засилува како што паралелно па од друга страна и кампањата и официјалната кандидатура на Трамп? Поврзани ли се некако тие поврзани се. Политиката на Вашингтон има континуитет што се однесува кон Иран, особено ќе подсетам администрацијата на Џорџ Буш помладиот, кој по нападите на 11 септември 2001 година ги обвини Ирак, Иран и Северна Кореја дека се држави земји на спонзори на светскиот тероризам или така наречените земји од оската на злото. Ќе подсетам, Ирак и режимот на Садам Хусейн беше урнат под образложение дека има хемиско и биолошко оружје со кое ги уништува тамошните курди и исто така спонзорира светски тероризам, алудирајќи на Ал-Каеда, на тогашниот лидер Осама Бин Ладен. Беше урнат Садам Хусейн, знаеме како заврши ирачкиот режим и подоцна се покажа дека не поседувал нуклеарно и хемиско, односно хемиско и биолошко оружје. Со Северна Кореја се затегнаа тензиите, но откако Кина и Русија на некој начин застанаат за Северна Кореја, Трамп, ќе подсетам, се обиде да ги смири, да ја смири топката со Северна Кореја, па некако Северна Кореја го намали таа тензија, особено што Северна Кореја поседува нуклеарно оружје, па не е баш сигурно да нападнеш една држава која има нуклеарно оружје, пошто може да возврати. Остана Иран како земја од така наречената оска на злото, која го спонзорира тероризмот. Реториката се зголеми дотаму да Трамп излезе и го обвини Иран и Иранската републиканска гарда дека се терористи како нација, дека се терористичка нација, и како што се доближуваат, ми се чини, изборите на кои Трамп планира да се кандидира за реизбор, така се зголемува и пикот на тензијата кон Иран, се упатија голем број на дополнителни трупи на Соединетите американски држави. Помпео денеска е во Саудиска Арабија, каде што повикува да се создаде нова коалиција која ќе го урне терористички Иран, нешто што изминатиот период секојдневно почнавме да го слушаме. Краток сублимат од колегите од Дескот за овие случувања и се враќаме во студиото. Американскиот државен секретар Мајк Помпео рече дека сака да изгради глобална коалиција против Иран за време на итни консултации на Блискиот Исток. Тој нагласи дека сака коалиција не само меѓу земјите од заливот, туку и во Азија и Европа, која, како што рече, го разбрала предизвикот од најголемиот спонзор за тероризам во светот. Американскиот претседател Доналд Трамп претходно објави дека САД ќе воведат нови санкции против Иран. Да, така тоа изгледа кратко сублимирано од нашиот деск и колешката Бојана Нојч. Дејан го спомна самиот Садам Хусейн, по што
ваквата реторика и барањето за коалиција наликува на таа ситуација со Садам Хусейн? Па наликува многу, бидејќи беше проектирана во исто време да бидат нападнати Ирак и Иран. И тогаш ми се чини дека имаше Но беше сајберски... нападнат Афганистан. Да, Да, имаше ќе сајберски напади кон Ирак и тогаш, ако не се лажам. Па добро, тогаш не беше толку развиена технологијата како што Играчката е не, денеска. Да, ма не беше ни во светот, ми се чини, колку што е денеска, сепак сме 2019. Да што наликува? Мене ми наликува дека Ирак беше ставен на мета со цел нели да се урне тамошниот режим. Повторно ќе кажам, тој беше обвинет дека има хемиско и нуклеарно оружје, дека го спонзорира тероризмот. Денеска Иран е обвинет дека развива нуклеарно оружје, значи пандан на Ирак, и дека е терористичка држава. Оно што е различно од тогаш до денеска, според мене и според оно што можеме да видиме, е што тогаш за нападот врз Ирак се бунеше, се противеше Франција и тогашниот претседател Ширак, кој не даде подршка за мултинационалната коалиција предводена од САД. Ние знаеме дека мултинационалните коалиции се обично Британија, Франција, Германија, Холандија, Италија. Тогаш се бунеа французите, а денеска ми се чини дека се противи целата Европска унија. Имено Соединетите Американски држави за евентуален напад врз Иран немаат подршка дури ни од Велика Британија, кој им е нели патем традиционален сојузник, но затоа Соединетите Американски држави пред 2 или 3 години, затварајќи ја таа клешта околу Иран, се обидоа тоа да го направат преку Турција, земја која е слична по број на население, муслиманска држава и се граничи со Турција, но поради јасните ставови на Реджеп Тајип Ердоган кој сврти према Москва повеќе, Соединетите Американски држави сега се принудени да ја прават оваа нова коалиција, а таа коалиција одамна веќе се заговараше и се знае дека нападите врз Иран, доколку би дошле, би биле изведени преку Саудиска Арабија, нивниот ривалитет нели сунитски, арапски, и Израел, кој со Иран нема никакви дипломатски односи и никогаш ги немало. Имаат дури персијанците, односно иранците и евреите, библиски конфликт, каде што тогашната Персија има направено според историја геноцид врз евреите пред 5000 години, кој до ден денеска трае. И ми се чини дека Соединетите Американски држави, покрај своите бази распоредени тамо, главните напади кои би ги правеле воздушни, ќе ги прават преку Иран и преку Саудиска Арабија, игнорирајќи на некој начин Европа. Ги спомна војните бази, каков механизам представува тоа што американската флота испратила нов борбен брод во Има носач на авиони, така, на Блискиот исток. Абрахам Линколн е таму, носачите на Никој не авиони. знае каде. Па добро, он е во Оманскиот Освен залив, оној дел што е контролиран од Саудиска Арабија, пред Ормудскиот премен, каде што се влегува во Персискиот залив и иранска територијална. Колку е ова закана за Иран да си ја самиот да си ја намали својата реторика, она што го пласира во јавноста како закани кон САД? Па јас морам сега да констатирам дека Иран немаше до сега заканувачки реторика, немаше заканувачка реторика, а каква што своевремено можевме да ја чуеме од Ирак, бидејќи рековме нели да направиме еден пандан. Иран денеска вели дека не сака да војува, дека не сака војна, но од друга страна вели дека доколку биде нападнат има право да се брани. Со уривањето на дронот од пред некој ден покаже дека има таква технологија. Тој денеска се закани дека ги јурне и другите дронови, бидејќи веројатно немаме информации, но знаеме дека тој дел таму е мета на голем број разузнавачки дронови кои доколку го преминат Ормудскиот премин и влезат во Персискиот залив, што е ирански воздушен простор, Иран има право да ги гаѓа. Но она што можеби е уште една као реторика денеска од Иран беше дека сите обиди за хакерски напади кои се обидоа Соединетите Американски држави изминатиот период беа неуспешни. Ќе потсетам дека американските медиуми Порушењето на дронот, тоа беше клучниот момент. Објавија дека всушност Соединетите Американски држави извршила, односно имаше обвинувања, имале обид за сајбер напад. Сајбер нападот, да појасниме, беше на мета беа иранските ПВО и противракетни системи кои треба да бидат хакерски оневозможени, за кога ќе летаат тие дронови и борбени ловци, иранската ПВО да не може да ги открие и евентуално погоди. Но Иран денеска демонтираат. Да, дека американците успеале да извршат хакерски напад. Имаме прилог на таа тема, да го погледаме, па ќе го искоментираме.
Иран денес објави дека ниту еден кибернапад врз Исламската република никогаш не успеал, откако американските медиуми објавија дека САД извршиле таков напад минатата недела во услови на несогласување помеѓу двете земји. Медиумите се прашуваат за веродостојноста на наводниот кибернапад врз Иран. Ниту еден успешен напад не е направен од нив, иако тие вложуваат многу напори, објави министерот за телекомуникации Мохамед Джавад Азарири Јахроми на Твитер. Американските медиуми објавија во саботата дека Вашингтон извршил кибернапади против иранскиот систем за противвоздушна одбрана и шпионска мрежа, денови откако Техеран собори американски шпионски дрон. Да. Како сублимат, веројатно не може да се даде една едноставна реченица со оглед на тоа што работите постојано се менуваат, па не може човек да излезе паметен. Не знаеме каква е одлуката. Јас повторно ќе потсетам, Иран поодамна е трн во око и политички во светот, но ми се чини економски. Американците нема да им го простат и британците тоа што 1979 година ајатолахот Хомеини го направи, тоа беше нели преврат воен со уривање на тогашниот ирански шах Реза Пахлави, кој беше според зборувањата на американците демократски шах, односно цар на Иран. Ајатолахот Хомеини дојде со насилство, беше тоа револуција, каде што ми се чини 79 британски и американски дипломати во тамошната американска амбасада у Техеран беа држани за заложници. Значи еден покој би рекол кој од 1979 до ден денеска трае помеѓу Вашингтон и Техеран, кои патем ќе потсетам немаат ни дипломатски односи. Она што се смени во светот е што Иран некако ја доби големата благонаклоност на Москва која имаше во минатото, но и на Кина, така да американците доколку одлучат да изведат некаков воен напад во Иран, веројатно ќе се сведен само на оние воени постројки, бидејќи за разлика од Ирак, Иран е голема држава, неприступачна држава, бројна држава, има силна армија и има, како што спомнав пред малку, силни сојузници кои нема да дозволат, а ние видовме дека тие силни сојузници ги оневозможија американците во Сирија, ги оневозможија американците во Венецуела, каде е денеска Венецуела ја нема на светските тикери дека нешто ќе се случува. Сега е Иран мета на ова, но ми се чини дека според расположението и на европјаните ми се чини дека ова се ќе биде само да се надеваме воена реторика и толку. Да. Андоновиќ, Истанбул доби нов градоначалник, нешто што исто така го предизвика вниманието на јавноста, можеби поради она што беше вчера кажано од негова страна, односно исто така таа негова реторика дека започнува едно ново поглавје и нова ера. Тамошните медиуми, турските, па и светските анализираат дека фактички неговата победа на Имамоглу сега може да представува голема грижа за Ердоган. Па може да биде голема. Бидејќи ќе го потсетам изјавата пред избори, пред локалните избори во Турција, каде што самиот Ердоган рече оној кој ќе го освои Истанбул, владее и со Турција. Го загубија Истанбул тогаш. И сега уште победително го загубија. Да, успеа некако преку Врховниот суд да ги вратат изборите дека биле нерегуларни, во смисол додека ние не победиме, ќе има нови избори. Повторно имаше избори, повторно победи опозицијата и Имамоглу, Илдерим, самиот контракандидат од партијата на Ердоган, го призна поразот, дури Ердоган преку Твитер во стилот на Трамп го призна поразот и му посака успешна кариера на градоначалникот Имамоглу, но веројатно Турција има обид да се менува нешто. На твоето прашање само ќе одговорам дека сега му останува на Ердоган најверојатно онаа последна алатка, како и секоја централна власт, тоа значи да го намали буџетот на Истанбул, нели да ги исече парите, да му прави обструкции. Сметаш дека би презел вакви чекови? Па најверојатно да, не само што сметам, туку има и некои најави од тамошните политичари дека победата е таа, но сега ќе му направиме такви околности и услови за работа да се покаже дека сепак граѓаните сгрешиле што го избрале него, а не кандидатот на владеачката партија. Но претпоставувам дека Имамоглу пак од друга страна можеби имаат некаква поинаква стратегија, знаејќи дека ете Ердоган не би седала со скрстени раце. Во секој случај имаат стратегија, но ги изгубија по големите градови, Ердоган ги загуби, а не планира да се заминува од власта. Знаеме дека Ердоган изминатиот период се покажа неприкосновен лидер
дури се граничеше тоа и со нешто друго од лидер на Турција, што лично мислам дека сега за сега е во полна политичка сила Ердоган и верувам дека ќе успее да ја држи Турција под негова политичка контрола. Ова што се случи со Истанбул само се покажа дека можеби граѓаните во Турција, можеби Ердоган не ја ужива толку голема поддршката, но огромна е поддршката сега за Ердоган. Ќе видиме како ќе биде у наредниот период. Турција се наоѓа во една би рекол доста комплицирана политичко безбедносна состојба. Знаеме за ова со Иран на самата граница со Турција, војната во Сирија на самата граница со Турција. Од друга страна турците имаат проблем со Европската унија. Ќе потсетам дека се рекордери во чекањето на добивање на преговори со Европската унија, така да турците некако и оваа власт се свртија кон Москва, а знаеме дека денеска Москва и Пекинг се во растечка би рекол политичка сила, така да доколку се направи таа сега за сега коалиција која не е потврдена, верувам дека турците ќе видат кој пат ќе го фатат, дали ќе го фатат кон истокот или ќе останат кон западот. Гледаме прилог од колегите од Дескот на оваа тема и се враќаме во студиото. Кандидатот на опозицијската Републиканска народна партија Екрем Имамоглу, кој ги доби изборите за градоначалник на Истанбул, вети нов почеток во градот, изрази подготвено за соработка со турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган. Имамоглу освои 54% од гласовите, оставајќи го зад себе поранешниот премиер Бинали Йилдирим. Во март разликата беше 13.000 гласови во корист на опозицијскиот кандидат, додека сега разликата се зголеми на над 777.000 гласови. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган му честиташе на лидерот на опозицијата за победата во повторното гласање за градоначалник на Истанбул. Дејанако, во Турција, буквално како и во Кина, комунистичката партија, она што води се, овде партијата на правдата и развојот на Ердоган контролира буквално се низ цела Турција. Екрем Имамоглу е првото име кое што одстапува од политиките на Ердоган и колку тој може да се јави како една нова демократска сила во не само во Истанбул, па и неговата партија на територија на цела Турција. Кога ќе ги видиме надписите на победата на Имамоглу, кој со 54% во многу тешки услови, како што велат самите медиуми, во тешки околности, под голем притисок на власта, успел да донесе таква импресивна победа од 54%. И ако ги видиме оние други надписи каде што се вели дека практично според турските медиуми ова е враќање, победата на Имамоглу е обид на Турција да се врати на патот на Ататурк, кој ќе подсетам Реджеп Тајип Ердоган го оспори на неколку места, како што е писмото, како што е прозападното наспроти односот на Ердоган кон происламистичко општество, укажува само дека Имамоглу би можел, тој самиот денеска не коментираше дали идниот лидер кој ќе му се спротистави на Ердоган, бидејќи денеска стана градоначалник. Но турските медиуми, бидејќи ние имаме малку сега информации за нивните политичари, турските медиуми го поистоветуваат патот, политичкиот пат и политичкото зрење на Имамоглу со оноа на Ердоган, кој после долги години на политичка сцена успеа од 2003 до денеска да биде она што е денеска, зборуваме за Ердоган. Сега Имамоглу наводно според турските медиуми има слична таква политички пат и е доста млад по годините, што само кажува дека времето е на негова страна и дека обично нели во другите држави, па и во Македонија, но за овие држави ќе кажам пред се, градоначалниците на големите градови подоста стануваат на некој начин председател. Да, ќе го подсетам, Жак Ширак беше градоначалник на Париз и сега да не ги редам понатаму, па дури ева и Борис Џонсон е можен кандидат. Така да не е исклучено дека оној надпис, повторно ќе го кажам, што ми фати око од турските медиуми, дека победата на Имамоглу е враќањето на обид за враќање на Турција кон Ататурковата Турција, па ќе видиме наредниот период што ќе биде. Андоновиќ, за крај, кратко само, реална е жештената атмосфера помеѓу Грција и Турција? Па, реална е. Зовреа, Катимерини веќе пишува дека грчките вооружени сили се на готов, Турција провоцира. Што се случи
Мораме да ставиме повторно мала историја. Реални се тензиите меѓу Турција и Грција, има огромни тензии со години, Да, со тоа не е децени. ништо ново, но сега Јас би рекол некако- уште од Илијада и Одисеја од Троја Така, но- имаат, малце овака би рекол вулгарно, таму има тензии и би се чини дека тензиите помеѓу Грција и Турција не пукнаа до ден денеска благодарејќи на тоа што двете држави се земји членки на НАТО. Но тензиите, ќе подсетиме, околу Кипарскиот остров трајат од 81-та година, кога турците изведоа воена инвазија врз грчки Кипар, го поделија како Северен Кипар. Северен Кипар е сега турски Кипар. Целиот свет не го призна Кипар, Северен Кипар како но тој обстојува во рамките на Турција. Таму се најдени богати наоѓалишта на нафта и сега се спорат Турција и Грција чии територијални води се тоа. Ние го прочитавме Катимерини и нормално тие тврдат дека се нивни територијални води. Турците велат, тоа се наши територијални води. Она што мене ми привлече внимание, зголемената борбена готовност постои подолго време таму, но укорувањето на Анкара и Турција кон Европската унија ја укори Европската унија и рече немој да се мешате во овој спор и немојте да зафаќате страна кон Грција, ќе потсетам Турција не е членка на Европската унија, буквално ги укори сметајќи дека има право на тие наоѓалишта и дека е подготвена по секоја цена тие наоѓалишта да ги земе. Ќе направам мала дигресија, нешто слично се случува и во Јужното Кинеско море, каде што за исти такви нафтени наоѓалишта се спорат Кина и Јапонија, што само укажува Иран, Кина, Јапонија и ова околу Турција, дека каде има нафта, таму има и можност за воен конфликт. Така е, Дејан Андоновиќ, ти благодариме за оваа стандардна анализа во отвореното студио 1. Почитувани, јас и колегата Владко Чалски тука го заокружувам овој последен блок, бар од дружбата со нас во отворено студио 1. Останете со програмата на нашата телевизија, стартува забавниот дел. Се гледаме.